Во студиото на Здраво Македонија по 9 часот се дружиме со Љубомир Ѓурчевски, поранешен началник во МВР, Аркан Керим, председател на Туристичко-угостителската комора и професор магистер Васил Атанасов, музичар обоист. Останете со нас до 11 часот. Еве на назад во студиото. Пред малку видовте, слушнавте кои ни се гостите. Јас и Роберт денеска домаќин. И Роберт, да се поздравиме јас и ти вака. Официјално пред нашите гледачи. Ќе имаме навистина интересни теми, интересни разговори со нашите денешни гости. Уште еднаш ќе ги представам. Господинот Љубомир Ѓурчевски, веднаш до тебе, Роберт, поранешен началник во МВР. Добро утро, добре ни дојдовте. После речи си цела година, ако не се лажам, од последното гостување. Колку е? Како сте? Добро утро и поздрав за гледачите на канал 5 телевизија. Еве добро. Здравствено расположен, малку подобар, здравствено и така натаму. Најбитно. Најбитно. Најважно, се разбира. Се надмина здравствените проблеми. Така, драго ми е што го слушам тоа и така нека остане. Веднаш до вас, професор магистер Васил Атанасов, музичар, обоист. Како сте? Добро утро и за вас. Прв пат ни доаѓате во овој дел од Здраво Македонија, ако не се лажам, во овој формација, извинувам. Да, со причина, секако. Добро утро и поздрав до вашите гледачи. Благодарам на поканата и многу ми е драго да ви гледам после долга пауза. Така, ќе имаме и фотографии од вас, ќе имаме и малку музика, ќе најавиме нешто што ќе се случува за непол месец и веднаш до мене господинот Аркан Керим, председател на Туристичко-угостителската комора на Македонија. Аркан, добро утро и за вас, добре ни дојдовте, можам слободно да кажам директно од Анкара. Така? Да. Така некако од авион ве фативме. Директно, така се погоди тајмингот. Добро утро за вас, добро утро за гледачите. Благодарам на поканата и драго ми е што сум пак со вас после долга година. Како влегуваме во пролета, како го чекаме летото, актуелни станувате со темите поврзани со... Секојаш актуелни. Ние сме секојаш актуелни. Сега сме најактуелни со целава ситуација. Се надам дека ќе се надмине, дека ќе биде добро. Бидејќи има еден целото општество е зафатено со се ова што се случува и затоа еден убав апел ќе упатам до сите, треба да се трнеме сите од работа, да се вратиме во нормалниот живот, да се фокусираме и на добри работи и на подобри работи. Лошите работи ќе се средат, меѓутоа мора да бидеме позитивни. Сите сме во една депресија што се случува, меѓутоа мора да гледаме позитивно на сите работи напред, бидејќи со тоа што сме сите у депресија не е добро. Да, некако баш колективна тага, па депресија. Па да, ама не проаѓа, ова нема да пројде со месеци, со години, меѓутоа ние мора да се вратиме назад, мора да се растресеме и да мислиме позитивно, бидејќи сега не може, сите сме погодени од ова. И угостителите, и рестораните, и луѓето, и младите. Сега, значи, мора да се најде некој решение, животот мора да продолжи напред, мора да се направи нешто позитивно за да продолжиме кај што застанавме. Збориме за несреќата што се случи во Кочани, да. Еве, доста актуелна тема се уште и ќе биде уште долго време. Веќе пред некој ден се одбележи еден месец од она што се случи таму. Да. 16. Затоа сакам да го прашам господинот Ѓурчевски, веднаш до мене многу се дискутира околу самата истрага. Мислам дека имавте вие неколку изјави поврзани тоа за медиумите. Посебно акцент ставајќи на оние би рекол корумпирани полицајци кои што соработуваат, кои што наоѓаат начин да заработат, дали е тоа од лична волја, дали од уцена или како и да е. Како ве гледате како досега се судува истрагата и мешаноста на дел од вашите колеги поранешно? Значи, јас кога зборував за оваа тема, најпрво секој пат тргнувам со тоа да изразам огромно сочувство, прво до граѓаните на Кочани, до родителите, до семејствата, па и до сите во Република Македонија, затоа што ваква трагедија, после оние силни авионски несреќи 90-тите години, Македонија нема преживеа, но ова е нешто најтрагично што можеше да ни се случи. Овој случај во истрагата јас го гледам како случај низ призма на два настани. Едниот настан се системските слабости, за кои што на почетокот и господинот напомна, затоа што сето тоа не остават во било која област да градиме една нормална позитивна состојба, а на другата страна, значи сите оние действија непосредно вечерта кога се случуваат настанот. Што тоа значи? Тоа значи одговорност на лицата кои што се појавуваат во својство на собственици на клубот, на организатори, на обезбедување, на
она што е полициска надлежност, она што е зборам вечерта, полициска надлежност вечерта додека се одржуваат манифестацијата, она што е надлежност на другите структури и секако одговорноста на онај кој што нел пиротехника, спротивно нели без одобрение и така натака, и онај кој што неовластено ја употребил пиротехниката, која што е една од причините, која што е главната причина нели за настанување на пожарот. Факт е дека во системските слабости спаѓаат и она што викаме корумпираноста, не само на Министерството за внатрешни работи и на полициските службеници, него и на многу други службеници од многу други институции кои што имаат надлежност во делот на издавање одобренија и лиценци за вршење на угостителската дејност и така натака. Понатака, она што се викат дирекција за заштита и спасување, нели противпожарни активности, она што се викат изградба на објект, давање на лиценца, нели во делот на транспорт и врски, тоа е припаѓаат нели кој преправал проекти, па правел пренамена, како е направена таа пренамена, дали таа пренамена ги задоволуваат градежните стандарди и така натака, дали има соодветен пристап. Нели каде што сите институции треба да дадат мислење, вклучително и Министерството за внатрешни работи, нели од безбедносен аспект и така натака, и затоа викам системски слабости, на кои што системски слабости посебно укаже и Државната комисија за спречување на корупција, каде што кажа дека имаме и судир на закони, имаме празни празнини во законите, имаме недоречености кои што и така натака, и затоа јас за тој дел во истрагата секој пат сум кажувал дека сите тие докази се во писмена форма, се на што викаме акузаторност во постапката, каде што имаме посочување дека се платени 7.000 евра за добивање на таа фалсификувана лиценца со фалсификуван административен број од деловодникот во Министерството за економија, кое што е акузаторно. Значи, странката тврди дека укажува дека платиле 7.000 евра, а другата страна се уште во истрагата, со оглед дека истрагата е тајност, не знаеме какви средства за одбрана предзема, дали примил или не примиле корупција, значи таму имаме тој сплет на кривични дела, злоупотреба на службена положба, несовесно вршење на службата, примање подкуп, давање подкуп и така натака, но за мене се многу побитни и многу поефикасно да се изведат првичниве, овие кои што се главна причина, генератор за случување вечерта, и затоа не би оптеретил постапката, односно обвинението со 50-60 винети, него би го поделил со цел за да добиеме ефикасен главен претрес, затоа што вие ве гледате, имате можност да слушнете како ни се одвива главниот претрес, судењето за Монструм со Љупчо Палески и другите обвинети, гледате година дена, не можеме се уште ни главниот претрес да го завршиме, затоа што треба да се сослушаат огромен број на лица, огромен број на сведоци, да се изведат докази, долго трае. И замислете што би било, како би одела постапката кога би имале на едно обвинение 60 обвинети, така да затоа викам дека тој дел треба да се подели затоа што се непоимливи. Односно можат многу лесно да се развојат во постапката. Значи тие што биле виновни да речеме вечерта и тие претходно што да, и ова све што е системска слабост, економија, полиција, државен пазарен инспекторат, не знам, дирекцијата за заштита и спасување, така не, значи сите институции, поранешни министри, сите, и таму јас не би одел со притвор. Значи мерката притвор дефинитивно таму се злоупотребуваат и оттука е тој револ дека има селективност во истрагата. Да, некој е во притвор, некој не. Во притвор, некој не е. Значи во тој дел не би одел, додека во овај другиот дел, значи би држал до таа мерка и би бил многу поефикасен и многу побрз, затоа што многу лесно многу брзо може да се изведат сите тие докази и да се припреми тој обвинителен акт и да отпочне постапката со едно ефикасно судење, за да една за секој пат во оваа држава се покаже дека имаме намера, значи честно, законито и најпрофесионално да ги равчистуваме настаните, кривично-правните предмети, за да имаме правична и со докази докажана судска пресуда. За ова ќе се зборува уште, ќе се разгледува и така натаму, но додека
се случува ова, се случуваат и ред други работи во нашата земја, некако како да се одмотува клопчето и другите кои што гледаат некои неправилности, како да сега гледаат шанса, нели, да изразат револт кон некоја неправда, она што го гледаме сега што се случува изминативе денови, тие протести насочени кон Министерството за култура. Еве, професоре, би сакала вас да ве прашам како гледате вие на сето тоа, вие сте прв обоист во Македонската филхармонија. Верувам дека некои работи што се случуваат со Македонската филхармонија, која што не само што треба да е ценета кај нас, туку е ценета и надворот границите, верувам дека има работи кои што не баш ви се допаѓаат? Па, што да ви кажам, премногу политика во сите овие случувања, нели и овие немили настани, како и господин Глючевски што кажа. И не е добро да имаме цело време некоја тензија, бидејќи овде има колективен договор и се е јасно. Ние порано бевме во групата на државни службеници. Јас сум бил еден од првите кои се залагаше дека ние не сме државни службеници. Ние припаѓаме на државниот апарат, ама ние сме уметници. Во светот тоа е поделено. Државен службеник е едно, оти во еден спорт на еден состанок, на представник на владата му реков, јас ќе станам државен службеник, ќе бидам писар на пријавница или во некоја, но вие никогаш нема да свирите обоа, нити ќе можете виолина да фатите. И од тука се изборивме во тој дел. Може би е недоразбирање, не сум сигурен, оти министерот дојде и веројатно наследи многу проблеми кои сега одеднашка не може да се средат, бидејќи како и претходно имаше исто проблем. Кажа, сега и туризмот, станавме Министерство за култура и туризам. Тука е друга гранка обемна која е многу важна за нашето општество и приходите кои ќе доаѓаат. Од тоа бенефит ќе има и културата, оти тоа е се поврзано. Охридското лето е една светска манифестација кај што има голем број туристи, тие сакаат да видат концерти, да го видат древниот Охрид, да посетат убави настани и нас не ни се потребни такви тензии. Само треба разговор со стручни и компетентни лица. Тоа се надминува. Никој не е сезнајко што знае се. Бидејќи во оваа фела кај туризмот е сосема друга проблематика и тука треба се повикат. Нели, таа гранка одговорните луѓе. Ја мислам дека ќе се надмине ова, но не беше пријатно за великденските празници да се голема бројка 3000 луѓе да не добијат плата на најголемиот празник. Јас верувам дека ќе се подобри состојбата и ќе се надмине тоа. Двете страни мислам од ќе најдат некој разбирање и кога имаме веќе донесени одлуки, верифицирано, изгласано во собрање и така, нема ние што сега да измислуваме топла вода и други подзакончења да правиме проблеми. Треба да одиме и да го надградуваме тоа. Така сите вработени не само во културата и во другите сегменти, како претходно што спомна господинот, ако се е на место и стручни лица раководат со тие делови, ќе се дадат правилни насоки и ќе одиме напред. Таа трагедија и нас не затече во уметност. Јас изгубив неколку мои бивши ученици и студенти, колешка со која соработував. И имавме ние сега јубилеј концерт. И уште бевме под тој трепет на таа тага и дури имавме промени на програмата. Солисни беше. Секако се одложи светски познатиот баритон Борис Трајанов и тој самиот од првичната програма што се договоривме, ставивме едни помирни композиции, помирни арии, бидејќи не е се едно. Кај нас емоциите работат до крај, но тоа е уметност. Така да треба да собереме сили, сите се слагаме дека мора да се надмине тоа, ние мора да живееме, да работиме. Не може да бидеме во таа летаргија, бидејќи еве сега направилте туристичката сезона, поврзана. Тука се и уметностите, а од друга страна и пак овој сегмент од безбедност е поврзан. Доаѓаат туристи, странци, не знаеме кој влегол и излегол. Значи, треба да видиме со широко отворени очи, ама и со полна душа да даваме за Македонија. Еве, господинот Керим, ќе се надоврзе, предпоставувам, бидејќи го споменавме туризмот и ова кажавте дека веќе афектираше како што афектираше. Колку вие сте задоволни од работата на Министерството, какви се очекувањата, има ли некакви преговори, каква туристичка сезона ќе имаме, дали се знае воопшто? Па се видите, на 16 март ние бевме на прайм тајм во цел свет, цела планета, број 1 вест. Да. Тоа немаше некаде каде што не се објави. Не можеме да знаеме што ќе се случи. Пред тоа, 10 дена,
во цела Европа прайм тајм бевме дека сме користеле запалено улје за термоцентралите. Значи тоа луѓето го пратат и го читаат, сега ние се треба да бидеш магионичар, треба да смислиш некоја работа за да ги привлечеш туристите пак да дојдат, да ги задоволиш. Од друга страна, угостителскиот сектор е во тешка паника, тешко сценарио се случува. Значи, луѓето што живеат околу угостителските објекти, секојдневно се одат у полиција, не може да паркира овде, не може да прави ова, не може да прави тоа, и после се чудиме зашто луѓето си одат од држава. Сега треба да решиме, ние треба да направиме општество, меѓутоа треба во тоа општество да бидеме и рационални, не значи судија, кадија да бидат луѓето према угостителските објекти. Сега сите не грешат, има и некои што не грешат. Меѓутоа толкав револт има кај народот што е оправдано, меѓутоа не можеш ти да ги напаѓаш и рестораните, и хотелите, и другите објекти, зашто сега се случила оваа трагедија. Ова е системски пропуст што се случи во Кочани. Ние со години апелираме да се направи силно министерство во кое што ќе има и инспекција. Ние сега бевме под капа на Министерство за економија, кое што бевме на 17-то место. Значи, ви потенцирам, бевме на 17-то место во тоа Министерство за економија. Они се бавеа со струја, со енергетика, со други работи. Туризмот беше на 17-то место и никој, од кај знаеле министрите или овие што се случува, како се случува. Ние сега кога се случува да се направи Министерство за туризам и култура, се израдувавме. Меѓутоа, пак деловите, срцевината на туризмот не се стави во Министерството за култура и туризам, бидејќи главниот орган за издавање на лиценци и контрола на лиценци по угостителските објекти остана во економија и труд. Не можеш ти на 4 места да биде растеретено ова министерство. Мора да биде све на едно. Немаме инспекција. Имаме милион проблеми други мимо ова што се дешава. Сега сите гледат да ги средат проблемите со значи водоводната мрежа за хидрантите, со противпожарните апарати, со лиценците за работа, со све тоа да се среди и да бидеме на ниво. Меѓутоа, не може народот да биде толку негативен кон овие угостителски објекти. Ако имале проблем, зашто било вака, зашто било така, сега, значи, има една репресија, еден удар. Сега сите се некако лути на се. Како да користат шанса покрај трагедијата? Трагедијата испадна, значи, ние сега треба да удриме клучи и да се одиме. Сега, кој ќе опуни буџетот? Како ќе зимат плата луѓето? Како ќе се живее? Сега треба малце да бидеме и да го одбраниме секторот. Секторот е во катастрофална ситуација. Никој не е задоволен од што се случи. Не било вака? Никад не било вака. Многу често такви коментари слушаме и ние. Колективна депресија. Не може вака, треба да искочиме од ова све. Како ќе искочиме? Сега ни викате туризмот. Како да правиш ти туризам кога си бил светска вест број 1 дека изгореле луѓе во диско. Пред тоа една недела искача вакво дека загадени сме со улје. Наместо мазут се користело улје и сега ти сето иде како вест. Во сите ударни вести во цела Европа иде, ние сега треба да... Баш идеална дестинација сме, под наводници. Па не, ама ние сега тука се бориме, ние си ги знаеме проблемите. Ние имаме проблем главен, за ова да не се случи. Инспекција нема. Не можеш ти со 30 пазани инспектори да контролираш цела држава. Немаш. Мора да се направи, ние сугериравме како ЕСТАФ пред 15 години, туристичка инспекција, да имаше туристички инспектори во секој регион, тие се ќе го контролирало и немаше проблем. Да имаше туристичка инспекција, немаше да дозволува дисков со еден излез и влез да функционира. Ќе мораш со 4 излеза. Тоа Министерство за економија не ни биле таму. Не верувам дека ни биле, пошто ние бевме на 17-то место ингеренција туризмот. Они не ги интересираше туризмот. 17-то место, знаете што, ние апелиравме. Они гледаат струјата, гледа минерали, те гледаат други работи. Туризмот не ги интересираше. Во многу други земји туризмот баш е нели меѓу првите неколку места каде што треба да се инвестира. А имаме. Во земја која што имаш ние сме феноменална држава. Меѓутоа сега треба магионичарски да направиме некои трикови, да ги привлечеме луѓето, да им кажеме не, тоа не е точно, тоа што се случи, треба на други. Тоа не важи. Почнуваме. Господин Ѓурчевски има искуство сигурно. Само да се надоврзам, пошто јас преđe пропуштив. Кога зборува за системските слабости, мора да имаме во предвид дека самиот лиценз систем, така како што е поставен во сите области, не само во туризмот, е коруптивен. Значи, не можете вие да добиете било каква лиценца за вршење на било која дејност во услови кога
сте уценуван. Нема шанс. Нема шанс. Јас сум човек кој што долги години работел во Министерството за внатрешни работи, па бев подвргнат на проверки за да добиеме лиценца во една фирма каде што сум советник за прашање од безбедноста, за да можеме да учествуваме на јавни набавки од безбедносен карактер. Година и пол траеше постапката на проверките. Тоа е најголемиот абсурд. Кога се регистрират едно правно лице во централен регистер, значи тој мора да поднесе соодветна документација, да, едношалтерски систем, што побрзо да се издаде одобрение за вршење на стопанската дејност, без разлика дали е туризам, угостителство, трговија, градежништво или било која, но при тоа треба јасно и гласно во законот да бидат определени условите кои што треба претходно да бидат исполнети. Значи објектот, што треба да содржи, како треба да содржи, како треба да бидат изградени, така натака и така натака. Второто моје искуство од безбедносен аспект со излегување и влегување во одреден простор каде што се одржуваат јавни настани, меѓу кои што нели културата е јавен настан, нели знаете, подлежат на законот за јавен ред и мир. Имав како член на управен одбор на фудбалска федерација со градскиот стадион Скопје. Ние немаме специјални излези за евакуација, не дај Боже да имаме подметната бомба или било која друга безбедносен ризик. И со Новиов овај нема посебни излези каде што ние имаме влезови со прегради, нели каде што се отчитуваат картите. Да. Тие не се електронски по отчитување на, односно по почнување на надпреварот и почнување на отварање на капите да може да паднат. Да се оборат електронски, да се оборат за да може да имаме масовно излегување на сите 4 излези, односно сите 4 влезови. Па како така? Така, зато тој стадион и тогаш јас во една прилика во 2012. Финале на Суперкуп таму. Да. Ама јас тогаш го нареков дека тој е добар за концерт на Лепа Брена. Да, така го нареков. Значи имаме сериозен надпревар фудбалски центар. Имавме сериозен надпревар со сите тие укажувања и плюс немаме VIP ложа. Кога викам немаме VIP ложа. Добро, направија. Сега види УЕФА немаше да дозволи да играат тоа финалето. Валјда го средија. Не. Пазете, ние имаме VIP ложа, тоа што не е безбедна. Вие мора да имате блиндор стакла. Замислете, ви доваѓаат Трамп на утакмица. Нема. Тоа блиндор стакла нема. Значи тоа се услови кои што треба да бидат исполнети. Затоа викам, за да еден објект го ставите во функција, и затоа реков дека лиценцијниот систем генерално е коруптивен и генерално за сите тие лиценци, особено во делот на здравствената комора, каде што дипломиран лекар со 6 години студии, завршени студии, докторска титула, треба да плати 1500 евра за да добиет лиценца за вршење на лекарската дејност. А таму за полагање на таа лиценца му се поставуваат прашања својствени на ученици од средно образование. Разбирате? И никаде лекарската комора или било која, или комората за обезбедување и така натака, каде што лиценца за да добиете еден чувар коштат некаде све на све околу 1000 евра, нема финансиски извештај повратни и нема никаква контрола. Јас се согласувам дека нема никаква контрола и тоа нас не одведе во една насока во било кој сектор да имаме проблеми. Јас уште тогаш во 2012 година како член на управен одбор на Фудбалска федерација на угостителите во Охрид им предлагав ако можете на Анталија да стане центар во кој што сите зимски туристички подготовки на фудбалските клубови се одвиваат на тој дел, зошто еден наш Охрид, во кој што Милјан Милјанич 80-тите години, односно 79-та година ја донесе репрезентацијата на Југославија на подготовки, не градите инфраструктура, стадиони и така натака, за да можете да ги привлечете барем балканските клубови. Затоа што зимовска таму е 25 во Анталија. Да, не. Зимските фудбалски подготовки бараат нешто друго. Бараат пониска температура, зошто? Затоа што фудбалските надпревари се играат и на минусни температури. Така треба да имаат подготовки и на пониски температури, веројатно. Сега јас не сум... Вложување треба да има програми за работа. А лиценцијниот систем е само една пречка за развој на сите дејности, не само на туризмот. Да, ама сега видите дека ќе се надоврзам. Например, во мојот хотел дојде 13 члена комисија за да даде лиценца. И тоа беше борба. Се проверува, секој ќоше, секој вакво и така не дадува лиценца.
Зашто тоа не го направиле во Кочани? Затоа што никој не е влегол за да направи. Не верувам таму го заборавиле местото. Тие не отишле таму. Не, зашто издале тогаш лиценца со број? Заведена во дело. Ајде оставиме што ќе докаже истрагата. Да, ама Предпоставката не може да тврдиме. Предпоставката велите зеле, не велиш не зеле. Не. Јас ги знам луѓето што се уапсени. Ти сме работеле со нив во фелата долги години, ти не ни биле таму. Тоа е проблемот. Може еден да земал. Збориш од Министерство? Од Министерство за економија. Добро. Тие не ни биле таму, не ни знаат на мапа кај е Кочани. Тоа е проблемот. Да отишле да проверат, они ќе го затвориле. Тоа е проблем. Што такви места што не се. Они го удриле потписот на некој друг. Тие по дефолт удриле потпис за да дадат ваквото. Иначе они да биле у Кочани, тоа немаш шанса да дозволат. Ти како не проверуваат нас 13 души дојдеше од влада има, од полиција има, од општина има, сегде те проверуваат од горе до доле, што имаш, како немаш и така да дозволат. Ама овие не ни биле таму. Затоа ние баравме инспекција да има у секој град туристичка инспекција да се проверува. Тоа ќе влезеш и ова. Сега парите. Нема врска овде, не е толку за парите колку што не се отидени луѓето. Не може да постигне. Ти се имаме шанса историска, после тоа што се случи, да го средиме туризмот и гостителството. Како? Наредни 2 години да се ресетира све, да се донесат закони и сите да се имплементираат во тоа. Не може 2 години ни треба нас да се имплементираме цела држава. Немаме инспектори, 30 души се во Македонија. Кај ќе проверат тие? Треба да работат дено-ноќно, нема шанси. Нема шанси да стигнат. Затоа значи ни треба тоа да се фокусираме и да го направиме. Дај Боже го направиме, да не биде ова у цела несреќа да се деси нешто убаво. Ќе продолжиме да зборуваме уште на оваа тема, има уште многу дефинитивно што да се каже, но сакаме една кратка пауза да направиме со малку музика, бидејќи господинот Васил ни испрати и видеа и фотографии, ако фотографиите од сте тројца ќе ги погледнеме во вториот дел. Сакам да го погледнеме, бидејќи беше подолго, извадивме дел од истото, ќе слушнеме па ќе ни кажете за што станува збор. Баш убаво. Навистина убаво. Ова беше Вивалди. Да ни се одмори душата, да. Што беше ова што го слушнавме, кога се случуваше? Антонио Вивалди, Алегро од симфонијата 116 РВ со мајстор Виктор Митревски. Тоа е фрагмент од концертот на јубилеја 25 години. Скопски солисти и атмосферата, еве и вие сами видовте, беше убава. Ние бевме многу радосни оти 25 години не е воопшто малце. Па Четврт век. Четврт век Браво. И тоа беше, да кажем, во тие турбулентни времења, еве ти господинот Керим кажа оти, нели, туризмот, уметноста и воопште
тие години беше една борба, бидејќи се поставија нови контури, другачие да работиме по западен терк, а цитеравме по свое некој. Нели, тие што стакваме да работиме добро, успеавме да се избориме, така да јас сум задоволен оти во оркестарот продефилираа многу млади уметници. Тогаш кога го направивме оркестарот 2000 година, беше одраз на тоа што во македонска телевизија сгаснаа сите ансамбли. Значи, кои беа причините, мене стварно не ми е јасно. Нема одговор зошто? Па, во суштина ние знаеме потајно, Си ама знаете не сме зашто, фактори да одлучуваме. Нели има се знајковци политичари кои знаат се. И не консултираат стручни лица. Посебно за музика се разбира. Да, сите знаат што е Моцарт, а никој не може да го свири. Така да тоа е најтешкото. Ние една екипа искусни познати музичари, идејата ја дадов јас како влюбеник во камерна музика од детски години, од средношколски, да кажам, денови ја сакам, после и на факултетот овде. Уво беше, кога се вработи во филхармонија, колегите постари, нашите професори ме поканија да влезам во тој Скопски дувачки квинтет, кој е еден од најстариите ансамбли. Ние уклучивме и млади колеги кои беа веќе дипломирани или на крај на студиите. Тие прифатија со еден убав елан и така да споивме искуство и младост и тоа беше прекрасно. Следната година правите 50 години Јас лично, вие лично, ако не се лажам, следната, така, 2026. Уметничка дејност, тоа ќе биде мојот јубилеј да сме живи и здрави, но сега, нели, славејќи за оркестарот, ги поканивме и првите членови од оркестарот и тие беа многу радосни. Нели, наши соработници, главната поддршка беше од Министерството за култура. Ние благодариме, доделивме благодарници, плакети. Оти сепак во ова живење на турбуленции, да кажем, и политички и економски, сепак имаше некои институции и компании, да кажем, кои не поддржуваа во рамките на своји можности. Во тој дел, кога зборуваме, нели, сега аспект култура, уметност, туризам, безбедност, тие се поврзани сегменти. И јас долго време апелирам да го донесат тој закон за култура во кој спонзорите ќе ги ослободат од данок. Во тие ви господинот Керим и да сака нешто да даде за културата, можно е после да има проблеми. Многу познати, да кажам, бизнисмени велат, после имаме проблеми за некои 100 денари, 200 може да ми се направи проблем. Во спортот го имплементираа тоа делумно, но би требало и во културата, бидејќи Западот така функционира. Ако вложи некој од туристичка агенција или бизнес сектор 10.000 евра за еден концерт или 20, за толку ќе биде ослободен од данок од давачките. И тоа е така. Не го знам тој сегмент. Ама во музиката тоа би било многу прикладно. И кога зборуваме за лиценци, па кај нас од бивша Југославија сите звезди естрадни доаѓаат и ние немаме појма што плаќаат, кој плаќа. Јас сум предлагал како секретар на Сојуз на уметници и долгогодишен член, Министерството да не овласти ние да ги даваме тие лиценци. И тука ќе има селекција. И тогаш од тоа што заработуваат не може да дојде Цеца или било кој да земе 50.000 евра и да се замине. Не. Ќе има тука лиценцата, колку проценти данокот оти во некои сегменти на културата на Западот. Не знам како е во другите земји наши кога одат, тие ако не се толку често нашите таму. Да, веројатно и таму е регулирано. Ние сме најлиберални, што не е добро тоа. Па затоа тука кај нас тогаш ќе има поголем процент. Балканските и сите ја сакат Македонија. Кои што си се квалитетни нормално. Јас велам Белки ќе има сенс сега и нашиот министер. Само за спортот една секунда, пошто бев член. Мора да одиме со реклами, задржете ја мислата да не пошто бев член на управен одбор. Така, секако после рекламите за 10 минути се враќаме и ќе продолжиме со коментарот токму на оваа тема.